Македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес говориме за предлогот за разрешување на членови на владата, односно за предлогот за разрешување на Беким Сали, досегашниот министер за здравство. И пред да пристапиме кон разрешување на избраните од неизбраниот, редно е да подсетиме што се случувало во Министерството и во каква состојба е во моментов. Не случајно го велам ова. Најлесно е само да разрешите еден, да назначиш друг нему сличен, без да побараш одговорност. Филипче си замина, одговорност не видовме. Сега и Беким ќе замине, а одговорност? Кој ќе понесе одговорност во оваа држава? Или па треба да веруваме дека во здравството се е под контрола, нема ништо сомнително, па слободно нека си заминуваат министри, нека доаѓаат нови, додека половина држава ни изумре. Не неизбран дезертерски премиеру. Не можете да дезертирате и од одговорноста пред народот. Мора да одговарате најпрвин пред пациентите со меланом, кои ги оставивте 3 месеци без терапија и ги направивте жртви на тендерот од Фондот за здравство. Како не ви е срам да си играте со недостиг на лекари кои се од животно значење за пациентите? Знаете ли со што ги соочивте тие луѓе? Лекарите им советуваат терапија, односно терапијата да не се прекинува затоа што болеста им напредува. Ако порано таблетите ги примале 3 месеци однапред, вие ги доведовте до ситуација секоја недела да одат на лекар затоа што не ви е грижа дека за нив тоа е ем ризично, ем мачно. Над 5 милиони евра дадовте на тендери по шемата ќерка на татко. Над 5 милиони евра чинија набавките од клиниката за хематологија на директор Пановска до приватната компанија Пановски, се разбира, во период од 4 години. Луѓе загинаа во модуларната болница во Тетово, а власта, наместо да ги најде виновниците, си удри по самарот. Тоа е тој трул систем во кој живееме со оваа власт, која ќе донесеше живот за сите, а си обезбеди политичка неказливост за луѓе кои очигледно се виновни. Потоа следуваше работата на поликлиника без лиценца, која третираше пациенти без дозвола од надлежните институции, кои сето тоа го одмолчеа. И како сега ќе замине Беким Сали, без притоа да одговара? Исто како што си замина и Филипче, непочитувани. Некој мора да одговара, и тоа не некој, многу ги има што треба да одговараат. Демек ја турнавте Бухова од чело на Државниот санитарен здравствен инспекторат и со тоа го завршивте случајот со поликлиниката Промедика, која вршеше операции без дозвола. Како заврши приказната со Бухова? Со вработување на нејзиниот син во АЕК. Луѓе, грешките во Министерството за здравство живот значат. Затоа не смее да се продолжи со ваква практика, само заминување од функција без кривична одговорност за оној кој дозволил незаконие, лошо менаџирање и криминали кои се случувале во таа институција. Никако не смее да се дозволи после секој скандал на било кој функционер од владата на СДС и ДУИ да биде разрешен и тука да заврши целата приказна за одговорност. Оваа пракса мора еднаш да прекине. Ќе преземе ли некој одговорност за фактот што вработените во средното угостителско училиште во Ванчо Питошевски во Охрид 2 месеци се без плата, а сега се и без здравствено осигурување? Еден не ќе остане во оваа држава, ако не дај Боже потрае оваа власт. Државниот завод за статистика излезе со бројка од 28.516 починати граѓани во 2021 година. Ама на оваа власт во здравството најбитна и најитна работа и беше да ја ухлеби сопругата на Бочварски заедно со сестра и тоа директно од училишна клупа. Скандалозни, непотистички вработувања и злоупотреби на позиции од една клептоманска власт, додека Македонија тоне во сиромаштија и кризи. Кој да чека оглас? Па не мора ни стаж да се има после дипломирање. Не мора. За кого не мора? За обичниот граѓанин мора.
Долговите на болниците, начело со економските директори од власта, достасаа до долгови од 100 милиони евра. Ама министеров, кого денес го разрешува неизбраниот, не ни помисли да ги укине економските директори. Сега таравари во едно од пакет барањата ќе поднесел да се укинат економските директори на клиниките. Ама да подсетам дека истото го вети во 2017 година, кога беше министер за здравство во владата на СДС. Јавните здравствени установи должат нови 58 милиони евра само од ковид кризата. Каде отидоа парите за кои се задолжувавме, а беа наменети со ковид кризата? Нели се задолжувавме за помош на здравството, колеги? Во само 24 часа имавме случај на 2 скандали поврзани со здравствениот систем, управуван од неспособни кадри на СДС и ДУИ. Првиот, заради раскинување на договор за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза, Министерството за здравство треба да плати 8,5 милиони евра. Вториот, се дозволи директорка на болница да зема енормни парични средства на име вонредни дежурства, додека докторите во државното здравство едва и крај со крај врзуваат. Кој дозволил такви сомнителни исплати? Ова се случаи кои потврдуваат како функционира оваа власт. Кој знае што се случува со системот на фондот за здравство, па повеќе од една недела нема исплата на плати за здравствени работници, не се исплаќаат боледувања за осигуреници, нема исплата на породилно и рефундации, ги нема двајцата директори и официјалните лица на фондот да се појават во јавност, да и кажат што превземаат за разрешување на проблемот и дали воопшто превземаат било што за да го решат проблемот. Ама затоа има неодговорност, нетранспарентност, неотчетност, иако се работи за права на здравствените работници и осигурениците, кои се обврзани редовно да плаќаат осигурување секој месец. Затоа има и молк од фондот, кој наместо да даде одговори, кои се од интерес на јавноста, си молчи. Затоа има директор кој бил надвор од државата, токму кога институцијата се соочува со проблем кој ги засега здравствените работници и осигурениците. Понатаму, лицата со малигни заболувања се соочуваат со континуиран недостиг на терапија. 10 пати го промовиравте, акцелераторот во градската општа болница уште не е ставен во функција. Нема термини за пет скен. Пациентите чекаат со месеци за зрачење, за интервенции, за мамографии. Наместо да ја зголемувате програмата за рана детекција на малигни заболувања, ја намаливте за 2 милиони денари и така го намаливте опфатот на жени кои би биле опфатени со скринингот на рак на грло на матка и дојка, што е услов за спасување на бројни женски животи. Каде ќе ви оди душата? Зарем граѓаните треба да ги плаќаат грешките во здравството? Ете такви се вашите реформи. Болна ни е државата. Болна. Премногу болна. На крајот на денот, за жал, се сведува на амнестија за криминал и корупција. Дури и стабилната владина коалиција. Ви благодарам.